И го создаде Бог човекот според образот свој. Според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. И ги благослови Бог, им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и господарете над неа. И овладајте ги рибите морски и зверовите и птиците и сиот добиток и со целата земја и со сите животни што лазат по земјата. И рече Бог: еве ви дадов секакви растенија што дава семе и какво има по целата земја и секакви дрвја што во себе имаат семе, според својот род и вид, тоа да ви биде за храна. А на сите зверови земни и на сите птици небески и на се што се движи по земјата и во кој има жива душа им ги дадов сите тревни растенија, за да имаат да јадат. Така и стана и виде Бог дека е многу добро се она што го беше создал. И би вечер, и би утро, ден шести. Така се доврши небото и земјата и целиот украс нивни. И ги заврши Бог до седмиот ден, делата своји што ги направи. И си отпочина во седмиот ден од сите дела своји што ги создаде. Ете така настана небото и земјата во она време кога Господ Бог ги создаде. И Господ Бог насади рајска градина на исток и таму го насели човекот што го создаде. И Господ Бог направи да израстат од земјата секакви дрвја, убави за гледање и добри за јадење, и дрвото на животот следе рајот, и дрвото за познавање на доброто и злото. Одеде ми свираше река за да го наводнува рајот, а потоа таа се раздвојуваше на други 4 реки. Името на едната е Пишон. Таа тече околу целата хевилска земја, каде што има злато. Златото на таа земја е добро. Таму има и делиум и каменаникс, а на втората река името и Егион. Таа тече околу целата земја кош. Името пак на третата река е Тигар. Таа тече на исток од Асирија.
Четвртата река е Уфрат и го зеде Господ Бог човекот и го насели во Едемската градина, за да ја обработува и да ја чува.